Почитувани, министерот за здравство Сашо Клековски призна дека црвените светла се запалиле со задоцнување во Гостивар. Клековски призна дека институциите задоцниле, ама не затоа што сакаше да ја каже вистината, туку затоа што не можеше да ја сокрие неспособноста. Во болницата во Гостивар веќе помош побарале над 4000 граѓани. Се разболеа затоа што црвените светла на Мицковски и на Клековски се вклучија предоцна. Ова признание на Клековски не ја намалува вината, туку ја потврдува. Ова е признание за целосен колапс на системот под водство на Мицковски и неговата криминална организација. Колку време му требаше на Клековски да признае дека задоцнија со реакција, дека потврлија во тоа што е основна обврска на секоја влада да се грижи и да ги штитат граѓаните. 22 дена гостиварчани пиеле загадена вода, илјадници граѓани се разболеа. Денови поминаа откако прогласија епидемија и дека водата е неисправна во повеќе населени места. Денови поминаа откако уште во 6 други градови и населени места водата е исто така загадена. Денови откако белата пена почна да тече низ Вардар и Лепенец. Денови откако институциите велеа дека ќе дојдат за 5 дена да ја проверат водата. Кога веќе призна за Гостивар, Клековски треба да признае и за водата во болницата за белодробни заболувања во Лешок, наместо да ги извртува фактите и да предизвикува катастрофа. Анализата во Лешок е направена од страна на Центарот за јавно здравје во Тетово, согласно Националната годишна програма за јавно здравје. Резултатот е пратен до Агенцијата за храна и ветеринарство и до Министерството за здравство. Прашањето е дали постапиле овие институции кога го добиле резултатот или повторно црвените светла задоцниле. Дали се известени пациентите, персоналот, дали се превземале мерки за нивна заштита. Или и во овој случај ќе се чека да поминат денови, па откако ќе ескалира проблемот, ќе слушаме признавања дека системот затаил. Опасни се изјавите на Клековски, со кои сака да го релативизира проблемот. Вели диспанзери имало во Лешок, а како се одржува хигиената во болницата? Со каква вода медицинскиот персонал ги мие рацете? Со каква вода се одржува личната хигиена на пациентите кои што се таму хоспитализирани? Ниту едно признание нема да ги заштити граѓаните ако по него не следуваат оставки и одговорност. Признанието на Клековски не дојде од совест. Дојде затоа што веќе секој граѓанин со своји очи ја виде вистината. Оваа власт им го загрози здравјето, ја отру државата. И сега кога конечно признаа, кој ќе одговара за задоцнетите реакции за загрозеното здравје на граѓаните? Мицковски, Клековски, граѓаните немаат ништо од ова признание за црвените светла. Не се виновни црвените светла, туку луѓето што носат одлуки, а одговорност се уште никој не превзема. Мора да има целосно утврдување на одговорноста. Оставки од Клековски, Андоновска, Миланов и итни контроли и анализи на квалитетот на водата во целата држава. Ви благодарам.